Почитувани гледачи, добро дојдовте во новото издание на емисијата ТВ Ординација за оваа календарска 2022 година. Оваа ТВ Ординација започуваме со бројот на заболени од сезонски грип, иако паралелно со сезонскиот грип расте бројот и на новоинфицирани пациенти со коронавирусот, но и зголемениот број на пациенти позитивни на омикрон сојот. Во продолжение гледаме изјавата на доктор Македонка Глигорова за состојбата со сезонскиот грип кај помалата популација. Најмалите се најдоа на удар на сезонските вирози и грипот. Во амбулантите секојдневно родителите бараат лекарска помош од педијатар за своите дечиња. Ги имаат типичните симптоми: покачена температура, кашлање, малаксаност, болки во грлото, кои во некои случаи се пропратени со диареја и повраќање, велат педијатрите. Да, во последно време ни е доста зголемена инцидентата на болни деца, особено деца кои имаат високи температури. Според клиничките слики, тоа се 99% се вирози, а само 1% припаѓаат на другите, односно бактериски инфекции, например така наречен воспалено грло. Сега, од вирозите, кои моментално се присутни во нашата средина, се доста на број, и тоа грипот, или инфлуенцата, како што викаме, и короната, кои што одат со температури, меѓутоа присутни се и други вируси, како што се респираторен синцитијален вирус, аденовирусите, и обично овие вируси не одат со температура, меѓутоа дават инфекции на долните респираторни дишања, тоест бронхити или бронхиолити кај помалите деца. Сега многу е тешко да направиме диференцијална дијагноза меѓу сите тие вирози, бидејќи во суштина сите имаат слична клиничка слика, сите даваат симптоми од респираторниот систем и дијагнозата е многу битна да се направи, сепак од прилика да знаеме нели зашто станува збор, и тоа секогаш го правиме според симптомите, според искуството што го поседуваме како лекари и спрема клиничката слика, значи зборувам за првиот преглед. Тогаш кој ќе ги направиме сите тие три работи кои ќе ги земаме, можеме да имаме некоја смерница, ориентир за што станува збор. Обично дали во прв момент ги тестираме децата за корона, тоа можеме да го направиме, меѓутоа обично ако имат во семејството корона, може да се тестира децата со брз тест или со ПСР тест. Како што реков, но сега моментално не е само короната присутна, значи реков еден огромен број на разни вирози се присутни. И симптомите се обично, како што кажав, од горните респираторни симптомите се обично, како што кажав, од дишните патишта. Најголемиот дел од децата ги поминуваат вирусите без компликации, но има и случаи кога развиваат бронхит или пневмонија. Со оглед дека се наоѓаме во ковид пандемија, а грипот и коронавирусот развиваат слични симптоми, на децата кои доаѓаат на оделенијата со такви тегоби, им се прави тест за ковид. Периодов и во Струмица има регистрирано голем број позитивни деца на COVID-19. А пред една недела пред почетокот на второто полугодие од учебната година 21-22, дел од родителите бараат продолжување на зимскиот распуст, но и пренасочување на наставата на онлайн. Во продолжение ги гледаме двата прилоза што бараат родителите, а кои се заклучоците на Министерството за здравство и одлуката за продолжување на зимскиот распуст, но и за онлайн наставата.
Родители бараат второто полугодие да се премине на онлайн настава, односно група родители организирани во движењето Поддршка за онлайн настава, произлезена од Facebook група со над 15.000 членови. За утре најавија пресконференција пред владата која ќе побараат второто полугодие да започне со онлайн настава. Во моментов имаме нагорна линија на позитивни лица со коронавирусот, па сметаме дека нема услови за настава со физичко присуство во тесни училници, непочитување на протоколи, нетестирање на ученици и персонал, отворени прозорци во зимски услови, поради што за кратко време ќе се доведат во смртоносна опасност поради бројот на семејствата. Бараме најитно Министерството за здравство, заедно со Министерството за образование и наука, во контекст на влада на Република Северна Македонија, да донесат одлука со која второто полугодие ќе започне со онлайн настава за сите ученици. Според здравствените стручњаци, пикот на епидемијата ќе се случи на почетокот на февруари, а здравјето е приоритет во секоја држава, посебно за здравјето на децата, хронично болните и повозрастните кои ќе се чести жртви на оваа болест, велат од движењето. Членовите на Комисијата за заразни болести на денешниот состанок дискутираа за повеќе предлог мерки за кои дополнително ќе се донесат одлуки и заклучоци, соопшти Министерството за здравство, конкретно за предлогот за намалување на времето за изолација за асимптоматските случаи на COVID-19. Членовите ќе донесат одлука по дополнително обемна дискусија која ќе следи во наредните денови. На денешниот состанок Комисијата разгледува евентуалната можност за промена на почетокот на второто полугодие од учебната 2021-2022 година. Но и на овој предлог одлука ќе биде донесена непосредно пред почетокот на второто полугодие. Од Министерството за здравство велат дека клучно ќе биде каква е епидемиолошката состојба во државата и одлуката за почетокот на второто полугодие од учебната година ќе биде усогласена и со Министерството за образование и наука. Според податоците на Институтот за јавно здравје, изминатава недела има зголемување на 51% на позитивни случаи, како и 41% од зголемување на хоспитализациите. Во периодот од една недела, односно од 3 до 9 јануари, пријавени се 946 реинфекции на COVID-19, што е зголемување од 7 пати во однос на претходната недела. Според направеното секвенционирање на 152 позитивни примероци на коронавирус, во изминатите 6 дена, кај 104 од нив е откриено сојот Омикрон, што представува 68% од заразените. Вчера беа регистрирани 813 позитивни од 5156 тестови и 10 починати, а па Последниот извештај пак на Институтот за јавно здравје стои дека во Струмица за сега не е регистриран ниту еден случај на Омикрон сојот. А каква е состојбата во првата недела со COVID-19 во микрорегионот, гледаме од прилогот на колешката Ивана Вангелова. Утре ќе се знае дали ќе се скратат деновите за изолација и дали ќе има нови мерки. Деновиве по новогодишните празници, бројот на новозаразени надминува над 1000 случаи на дневна основа на ниво на цела Македонија. Во Струмица во последните 24 часа беа регистрирани нови 17 позитивни случаи на COVID-19, а вкупно има 192 активни лица. Во југоисточниот регион слична е состојбата. Во Гевгерија се регистрирани 7 нови случаи, а активни има 167. Во Радовиш 4 нови позитивни, а активни се 59 лица. Во Валандова пак има само едно позитивно лице, а активни се 49. Во Дојран има најмалку во последните 24 часа регистрирано е само едно лице, а активни се само 7 лица. И во Богданци има регистрирано нови 3 лица, позитивни на COVID, а активни 37. По огромниот скок на новозаразени граѓани со коронавирусот, Комисијата за заразни болести сериозно ќе разгледува епидемиолошката состојба во земјата. На состанокот кој го свика Комисијата за заразни болести, членовите пред се ќе разговараат за деновите за изолација, односно за решенијата кои ги издава Државниот санитарен и здравствен инспекторат за лицата кои се позитивни на COVID-19. Ќе се разгледува можноста да се скрати времето на изолација за граѓаните кои се регистрирани позитивни случаи на вирусот, но можно е да се разгледуваат и некои други опции кои ќе се однесуваат на повеќе категории: вакцинирани, невакцинирани или пак асимптоматски случаи. Овие бројки со кои сега се соочуваме велат дека е директна последица на сите прослави за Нова година.
До сега во земјата се направени вкупно 1.665.043 тестирања на COVID-19. Вкупната бројка на COVID диагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 234.277. Бројот на оздравени пациенти е 215.852 лица, на починати е 8.042, а бројот на активни случаи изнесува 10.383. Во овој блок завршуваме со ретроспективното гледање на 2021 година, состојбата со COVID-19, болниците, училиштата и се она кое што ја одбележа 21 во знак на пандемијата со COVID-19 во Струмица, но и во југоисточниот регион. Ако 2020 година започна со енормно зголемен број на лица заболени од сезонски грип, а југоистокот на чело со Струмица беше втор во графата град по број на заболени, 2021 започна со ниту еден инфициран од AH1N1, но со стотина позитивни на COVID-19. Епидемиолозите без објаснување на стојбата. Се уште од матичните лекари немаме пријавено ниту една пријава за инфлуенца. Зошто е тоа така, може само да претпоставувам. Струмичката болница на почетокот на 21 како растеа бројките од новопозитивни со ковид, растеа и потребите за легло плюс. Се полнеше инфективното оделение, а така паралелно се работеше на изградбата на монтажната единица со цел растеретување на болничките капацитети. Тогашниот директор Наке Гогов, кој за неколку месеци замина во пензија, а палката ја предаде на педијатарката Кузмановска, настојуваше реорганизација на просториите со цел соодветно да се одговори на напливот од пациенти. На хируршките амбуланти ќе бидат пренаменет за амбуланти од другите оделенија, како што е неврологија, психијатрија и другите оделенија кои што имаат потреба интерно, кои што имаат потреба од простор за амбуланско лекување. Јануари, февруари и март бројот растеше и опаѓаше. Инфективното оделение во болницата не остана без хоспитализирани пациенти. Лекарите веќе ги регистрираа и првите реинфекции во југоистокот. Во март започна да се вакцинираат лекарите од регионот, а Гевгелија го зема приматот на југоистокот, општина со најмногу ковид позитивни. Лекарите прстот го вперија во младите за непочитување на мерките и ширење на вирусот. Може, имавме мислам еден или два случаи на реинфекција, меѓутоа првиот пат, значи кога беа детектирани, тие беа детектирани со скрининг, значи апсолутно без никакви симптоми. 31 март започна и вакцинацијата на возрастното население во Струмица. Лекарите инјектираат само AstraZeneca. Во просек по 40 граѓани дневно се вакцинираа. Има доста голем интерес. Вакцинацијата поминува во ред по сите протоколи и баринов кои што ги поставил пред нас Министерството здравство за зачување на пациентите здравјето. Се имунизираа и старите од Гевгелија, Радови, Жваландово. Се ближа верските празници, а здравствените власти одлучија да нема полициски час, кој започна на 6 април, откако бројките рапидно порасна. 17 мај се отвори пунктот за масовна вакцинација. Те граѓани нема да морат да патуваат во другите општини за да можат да се вакцинираат, а имајќи предвид дека се согласуваме дека сепак вакцините се најсилното оружје. Во летните месеци, јуни, јули и август, почнаа бројките да опаѓаат со по десетина нова позитивни. Со почетокот на септември одлуката учениците да се вратат во училишните клупи, кривата на ново позитивни повторно почна да оди во нагорна линија. Можам да кажам дека не се наоѓаме во добра или стабилна епидемиолошка состојба, бидејќи секојдневно бројот на новодиагностицирани пациенти со COVID-19 не стивнува. На почетокот на октомври, здравствените власти решија да го затворат вакциналниот пункт за масовна вакцинација во Струмица, но најавите од омикрон сојот ги оставаат граѓаните во грч, иако бројките одат во надолна линија. 2021 година југоистокот ја заокружува со 12.907 вкупно заболени лица и 543 починати како последица од COVID-19. Во оваа ординација го гледаме и прилогот на колешката Сузана Мицева за во каква скала се вбројува Струмица по процентот на загаденост на амбиенталниот воздух и што велат од Државниот завод за животна средина.
И покрај целодневните врнежи, вчера воздухот во Струмица останал загаден. Временските прилики не помогнале струмичани да дишат чист воздух. Вчера Струмица бил единствен град во државата со загаден воздух над дозволените параметри, според извештајот од мерењата на Државниот инспекторат за животна средина. Во извештајот на инспекторатот, во Струмица концентрацијата на PM10 честички е над нормалната граница и изнесувала околу 53 PM честички на метар кубен воздух. Струмица е еден од најзагадените градови во државата воопшто во текот на зимскиот период. Иако Струмица не важи за град со тешка загадувачка индустрија, нивото на PM10 честички е висок во текот на зимскиот период. Општината најави дека инспекторите за животна средина ќе бидат во 2 смени и ќе се бараат извори на загадување, не само на воздухот, туку и загадувачи кои фрлаат отпад по дивите депонии. Советникот од Стигаe пак Ѓорги Танушев реагираше дека работата на инспекцијските служби е недоволно транспарентна затоа што извештаите не се прецизни. Општината мора да преземе мерки пред се во делот на инспекцијските служби, затоа што јас не сум сигурен дека инспекцијските служби, посебно во делот на екологија, ги вршат необходните проверки, она како што треба да бидат направени во законот, зашто не видов ниту еден извештај, а не само во нашите општини, зборам се во целата Струмиска котлина, практично нема никаде никаква информација колку били излезли на терен, што направиле, како се решили тие и воопшто дали излегли. Значи нема такви информации, но сега ќе ги побараме конкретно. Но не е само тоа едниот дел на решението, ова секако не е цело решение. Проблемот е тоа што граѓаните за жал користат се што ќе им стигне под рака за затоплување и тука може би има социјална компонента, но апсолутно таа не е разбедлива за тоа што постојат програми кои што ако некој нема за огревно дрво, општината може да помогне, има таква можност. Пред 2 седмици загадувањето на воздухот во Струмица во одредени интервали достигнуваше над 700 PM10 честички на метар кубен воздух. И овата тавординација заокружуваме со прилогот на колешката Мицева од Дојран за нелегалното издавање на сертификати за COVID-19. Државниот здравствен и санитарен инспекторат нема добиено пријава за издавање на лажни негативни тестови во дојранските казина. До овој момент таква представка нема пристигнато во инспекторатот, вели директорката Бухова. Таа потенцира дека можат да направат вонреден инспекцијски надзор и по допрен глас, да ја утврдат затекнатата состојба, но би требало да знаат за кој објект станува збор. За сега истрагата е во рацете на полицијата, но и до МВР немало пријава за издавање лажни сертификати. Оттаму информираат дека ќе ја проверат информацијата што ја објави грчката телевизија Open, каде тврдат дека во казината кои што се наоѓаат на граничниот премин Дојран-Дојрани се издаваат лажни негативни тестови на COVID-19. Според објавената сторија, ова било откриено кога во еден ден од 45 патници на кои им бил направен брз тест, 9 биле позитивни на COVID-19, а сите со себе носеле негативен тест. Телевизијата наведува дека некои од казината негативниот тест го давале на клиентите без да направат никакво тестирање. Извори за Канал Виз велат дека овој случај можат да го проверат граничните полиции на двете земји со размена на податоците за лицата што биле позитивни при тестирањето на граничниот премин. Од нивните тестови треба да се провери која здравствена установа ги издала и дали се заверени во лабораторија. Дојранскиот градоначалник ги повика институциите да го испитаат случајот, бидејќи ваквите наводи му штетат на угледот на Дојран. По оваа информација нити можем да ја потврдам, нити можем да ја отфрлам, затоа што навистина општина Дојран нема ниту ингеренции сето тоа да го проверува или контролира, туку си има надлежни институции кои што треба да го проверат и доколку е така, навистина треба тоа да се санкционира. Меѓутоа, она што го знаме дека постои пункт за тестови на Никоп Лаб, кој што функционира веќе подолго време и таму може да ги вадат слободно тестовите сите грчки државјани кои што влегуваат на територијата на општина Дојран. Така што навистина постојат услови за вадење на тестови и сето тоа може да функционира безпрекорно. Во Дојран има 4 казина, но во моментов работат само 2.
Со овој прилог го заокружуваме денешното издание на емисијата Тавор Ординација. Останете во добро здравје, се гледаме наредната среда.